Викам, ова вака ќе може ли да функционира? Видев цел, би требало, не? Си гледам мустакиве, треба да ги издепилирам. Некако се гледам вака на видео, баш не изгледам кој што треба, ама добро, ајде. Целта беше да се сними едно видео интересантно, што ќе ми помогне можеби повише мене отколку на било кој друг што ќе го слушне ова видео. Зашто нели ова всушност е каналот на Снежа мрежа, нели се грмам или соправам. И бидејќи се вика самиот канал Снежа мрежа сторис, така? Значи бабени приказки се ова. Ова се приказките на Снежа, такозвана мрежа. И викам, чеке малце, викам, ова ќе биде интересна приказна. Така си лежам, бидејќи многу ми се спие. Кико фати стомачен вирус, па од него ја го фатив. И сега цела вечер не сум спиела. Не успеав ни да се избањам, кој што треба целата личам на мала каканица. Со подочњаци. Каканица со подочњаци. Добро, како и да е, значи ова е каналот на Снежа мрежа сторис. Добро дојдовте на мојот канал, сите вие драги гледачи. Овој канал го правам скоро година дена. Многу е убаво да си има канал, препорачувам на секој да си направи свој канал на YouTube, затоа што видеата остануваат во сеќавање, а вака што, например, да речем за оние луѓе што сакаат да споделуваат, што сакале порано да пишуваат, например, денеска, нели не е може толку популарно да се пишува дневник или слично, ама па од друга страна и те гледаш имаме видео. Па наместо пишување ќе си земеш, ќе си застанеш пред мобилниот телефон и ќе си кажеш троа некој збор што го имаш плюс минус. И стварно, кој што има потреба онака да споделува, слободно да си направи. Ја му дозволувам да си направи канал. И плюс ќе ти останат сеќавањата. Знаеш, ќе ти останат сеќавања на тоа што си го кажал и на тоа што се случило. Ќе си знаеш кога ти се случило. Го има едноставно во архива. Што е многу убаво. Да знаеш кога, како, што е. Например, Кико, да речеме, го снимам Кико Расне. Видиш, пред година дена, виш кој Кацок бил, ништо не знал. Додуши сега ништо не знае. Се шалам. И тоа, значи, Снежа мрежа сторис, каналот, го правам со цел да отворам портал за комуникација помеѓу мене и сите што го слушаат ова и што сакаат да зборуваат. Пошто нели некој, макар и ќе речев, некои луѓе не сакаат да зборуваат, ама нема такви луѓе. Уствари во природата на човекот е да сака да зборува и да споделува, што значи hello, каналов е сосема природен овакво, сосема природна работа е да го правиш каналов, со цел да разговараш со другите човеци и тие да си кажеш што си мислат и ти да си кажеш што си мислиш и едноставно да ја наредиме работава. Иначе ако не ја збориме, ништо нема да има, онака ништо нема да биде, не па ако не збориме. Во смисла лично нешто, иначе нешто во смисла на државава да биде, не е важно. И сега, значи, Снежа мрежа, правам кутии по дома, се занимавам со тоа ми причинува огромно задоволство. Од секогаш многу сум сакала да работам. Многу сакам да работам и кога работам ми е многу убаво. Значи ми е многу убаво. Тоа се надевам дека еден ден ќе живеам од моите видеа како кинеска кралица. Како кинеска кралица, значи ќе седам вака во свилени чаршафи и ќе владеам во медиумите. Така. И сега, што ми пише зборот, ствари, што сакав да кажам денеска. Има порано, видиш се повторно ќе рече некој као амансови приказки во порано, ама всушност целиот живот се испреплетува. И тоа што се случило, оставило трага на вас во сегашноста. Што значи не е сеедно какво ни било минатото и што сме имали и не е, например, ако го кажам сега од минатото, дека живеам во минатото, не, туку едноставно црпам заклучоци
Црпам заклучоци за да можам да живеам многу подобро во сегашноста и да не ги правам истите грешки што сум ги направила. Макар што не дека си кубам коси за тие грешки, едноставно не можеш да знаеш се, поготоа ако си се родил така поглуп као мене, тогаш дефинитивно не можеш да знаеш се и ќе бидеш трупец и ќе живееш во животот, всушност ќе живееш за да научиш нешто во животот, односно да научиш за самиот живот како функционираат работите. Оние интерперсонални односи, односите со другите луѓе, нели? И се сетив на тој еден мој дечко, бивши, аман, Снежано, само за бивши дечко се збориш. И тој дојде во мојот живот, едноставно прекорачи нога мојот живот, после една врска, ја знаете и таа уствари, и тоа се бивши дечко кој што многу ме, мислам, многу ме повреди таа врска, ужасно ме повреди и со сите тие трауми и последици што ги имав по мојата психа, кога се појави овој другиот дечко, всушност, јас сега устари вака си седам и си размислувам во себе зошто всушност така сум постапила и всушност зошто толку многу јас пак него го повредив и толку многу го потценив. Всушност затоа што мене овој претходниот многу ми има потценето и повредено и најверојатно тој така мене ме гледал. И бидејќи јас го ценев неговото мислење, сметав дека така треба, низ таа призма треба да ги гледам работите во мојот понатамошен живот. Многу бев глупа. Многу сум глупа. Вака стана кога ќе си размислам да го слуша некој ова видео, некој така малце помудар човек ќе рече: Снежано, аман. Значи, биваше ли толку да си глупа? Да. Да. Имено, кога го сретнав овој финиот, нели, после таа тешката врска што има, ме обсипуваше со внимание, ми купуваше ситници, немаше многу пари, бидејќи тек требаше да биде студент, од кај на него пари. Ниту пак нешто работеше или пак може нешто работеше. Бевме децата, 2001, значи јас сум имала 19-20 години. Кинези. И ми купуваше ситници, но јас упорно, значи не постоеше начин да го освои моето срце. На тој човек му принесов многу страдање, затоа што јас бев многу повредена од претходната врска. И сега ќе се сетам начинот на кој што јас го гледав одозгоре, нели, што би се рекло, са висине. Всушност тој претходниот мене ме гледаше са висине и, нели, пак ќе речем, од преголема почет и сметајќи дека тоа е во ред, ја всушност исто баш го потребив тој шаблон на однесување на следниот мој момак. Па на тој начин се сеќавам дека така тој доаѓаше во некои скромни лиштенци или слично, јас баш сметав дека тоа е за потценување, дека тоа не вреди ни 5 пари и слично. А всушност колку многу сгрешив. Баш и синојка си мислев на тоа момче, викам, Боже, викам, тоа момче ја го направив руска салата. И си викам во себе, викам, дури може и не е лошо да човек да земе да му се јавам, да му се извинам, да речам, момче, да му кажам онака, не беше ти криво, разбираш, че ја бев крива, многу голема гуска бев. Кој знае дали е тоа мудро. Ќе се консултирам со мудри луѓе, ке што мислам дека ги има, за да видам дали ми е тоа паметна идеја или не. И така, тоа сакав да кажам дека конечно го најдов тој мој одговор зошто толку многу јас него го потценив. Ако не бев нешто јасно, можете да си прашате во коментар. Што ја толку многу работи нафалив што мене ми се чинат многу логични, а можда не се логични, така што кој сака може да праша. Кој немал љубовни маки,
Тој не знае што е работата и никад нема да му стане јасно што дрдори оваа вештерка. Како што викаше порано Владо Јаневски, таа песната ми помине се уста. Кој не сакал, тој не знаел што е најтешко. Црно, тиквешко. Разбираш. Убав ден на сите и се гледаме во некоја следно глупирање, односно видео. Чао!